Зимскиот распуст засега нема да се продолжи и покрај растот на бројот на заболени од грип. Како што истакнаа денеска од Институтот за јавно здравје, состојбата се следи. А доколку има било какви промени, навремено ќе се апелира и ќе се дадат соодветни мерки. Бројките се очекувани, велат оттаму, и додаваат дека пикот се очекува да биде крајот на јануари и почетокот на февруари. Бројките се очекувани за овој период од годината. Точно е дека имаме раст неколку недели порано до нешто било очекувано, но засега барем сме во една средна активност и тоа засега не дава можност да даваме некакви претерани мерки кои што би ги зафаќале граѓаните, нешто како што кажавте вие, продолжување на зимскиот распуст. Сепак ја следиме состојбата и доколку има било каква промена, ние ќе апелираме и ќе дадеме соодветни мерки. Од Комисијата за заразни болести засега се уште нема официјални препораки, појаснуваат од институтот. Иако нема генерални препораки, сепак велат сите болници можат да спроведат мерки за посетите кои се вршат во нив. Маските се првата заштита од пренесување на грип. Комисијата за заразни болести во текот на вчерашниот ден мислам дека заседаваше и ќе излезе со соодветни препораки. Секоја болница тоа може да се го спроведе без разлика на генерални препораки или не, дали постојат или не, се препорачува секако ако не е забранета посетата, таа да се спроведува сепак да се носат маски од страна на посетителите, да не се доведуваат дополнително во ризик пациентите кои што лежат поради некоја друга симптоматологија. Доктор Драган Кочински е дециден дека капацитетите во болниците не се исполнети и нема простор за паника. Значи собиравме некои бројки во текот на минатата недела за капацитетите кои што се во болниците. Се забележува дека има зголемување на бројот на хоспитализирани лица и кај возрастните и кај децата. Повторно ќе кажам, тоа е очекувано за овој период од годината и не се целосно исполнети капацитетите на болниците. Втората недела од 2026 согласно податоците на Институтот за јавно здравје. Од 5 до 11 јануари се регистрирани вкупно 2322 заболени од грип, што е за 34,6% повеќе во однос на претходната година. Најмногу погодена е групата од 15 до 64 години.